Неколку грмушки ги пречекуваат посетителите во домот во Кибуц Беери на 70-годишниот Рами Голд, ветеран од израелската армија. Тој ги преживеа терористичките напади на Хамас на 7 октомври, откако брзаше да го искористи своето воено искуство за одбрана на неговата заедница. Секој прозорец што го гледате овде, сите овие се прозорци на засолништа за бомби и можете да го видите чадот што излегува од нив. Безбедноста на кибуцот беше нарушена, а почнаа и евакуациите. Според Израелското министерство за одбрана, приближно 125.000 израелски цивили учествуваат во националната програма за евакуација, од кои околу 50.000 се од Северен Израел, а останатите се од југот. Влегувам во хотелот, луѓето се гледаат и немаат што да зборат. Тие се гушкаат. Повеќе од 1000 луѓе се гушкаат и не зборуваат ништо. Нема семејство во овој кибуц што не е повредено, на овој или на оној начин. Нападите на Хамас ги отежна и животите на луѓето од Газа кои работат во Израел. Владата до 2023 година издаде повеќе од 18.000 работни дозволи. Муатес, кој не го открива своето презиме, е еден од тие кои имаат таква дозвола. Кога почна војната на 7 октомври, на првиот ден, дел од нас беа уапсени, а многу од мажите беа донесени овде во Рамала. Јас сум еден од нив и бидејќи се плашиме, нашите семејства останаа во Газа и не знаеме што да правиме. Ние само седиме тука. Од 7 октомври, според Обединетите нации, 85% од населението во Газа или околу 1,9 милиони е внатрешно раселено. Сопругата и децата на 40 годишниот Муатес не ги видел од средината на септември, кога тој отишол да работи во Израел, градејќи засолништа за бомби, можност што тоја негувал. Работев и заработував и се беше во ред. Повеќе од 3 месеци подоцна, враќањето дома изгледа многу различно за секој човек, додека во Газа продолжуваат војните операции. Го молам Бог за милост. Ми недостига моето семејство, да ги гушкам и да бидам со нив. За Рами Голд, првиот чекор беше назад во кибуцот. Тој ужасен ден е исто така опција да се направи ништо подобро. Тоа е процес кој продолжува, бидејќи обновата ќе треба да се случи на двете страни од конфликтот.